Благодарам, почитуван господин Голдстайн, почитуван господин Салмани, почитувани новинари, почитувани колеги, участници на работилницата. Дозволете ми на почетокот на моето обраќање да се заблагодарам на нашите партнери од ОПСИ, од Сдруженијето на новинари на Македонија, со кои заеднички го реализираме овој проект. Работилници за безбедност на новинарите за време на критични настани, како дел од напорите за подобрување на соработката помеѓу полицијата и новинарите. Уверен сум дека и на последните две работилници кои денеска и утре ќе ги реализираме овде во Скопје, како и на претходните 5 во Охрид, Куманово, Штип, Струмица и Тетово, заеднички ќе придонесеме за постигнување на оваа цел. Примерно за секое демократско општество е непречено работење на медиумите, но за жал во последните неколку години бевме сведоци на бројни напади и на притисоци врз новинарите. Нема никакво оправдување за вакви напади. Ставот на владата е јасен и постојано го повторуваме. Нула толеранција за било каков обид за загрозување на слободата, на говорот и изразувањето. Секој напад врз новинарите ќе биде најостро осуден и санкциониран. Од 1 јуни 2017 година до денеска имаме 12 случаи во кои е загрозена безбедноста на новинарите и сите 12 се расчистени од страна на Министерството за внатрешни работи. Ние како Министерство се разбира во рамките на своите надлежности ќе обезбедиме максимални услови за новинарите да можат непречено да се вршат својата работа. Нови работилници, раководните лица во секторите за внатрешни работи со новинарите детално анализираат како да се наменат проблемите во комуникацијата меѓу полицијата и новинарите, се со цел во иднина да нема проблеми какви што имаше во минатото. Нашата посветеност за соработка со новинарите ја покажаме и со подпишувањето на меморандумот со Сдруженијето на новинари во декември минатата година, а овие работилници се доказ за нашата намера да соработуваме и во пракса, а не само на хартија. И најважно од се е дека заеднички праќаме порака дека наместо да сме на спротивни страни и наместо да се конфронтираме, треба да бидеме партнери за интерес на Република Македонија, за демократскиот развој, а преку овие настани ние покажуваме всушност дека сме партнери и дека со таквото партнерство заеднички допринесуваме кон демократизација на сите институции. Очекувам дека ќе имаме навистина плодна дебата, добри заклучоци кои што на крајот ќе резултираат со ефикасност во работењето на полицијата, новинарите, граѓаните на Република Македонија, па ако сакате тука би ги вклучили сите други институции како што е судството, обвинителството, што се многу потребни за да можеме да на едно соодветно ниво ја држиме комуникацијата, да има меѓусебна поддршка, а сето тоа да резултира во интерес на граѓаните на Република Македонија. Благодарам за